Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Заговор против царот Амон. Неговото име значи верен и сигурен, но не бил, особено не во однос на Бог. Обожавал фигури направени од дрво и камен. Обожавањето идоли е ужасна навреда за Бог. Ќе го убиеме! Тој е во неговата соба! Царот Амон бил убиен од неговите слуги. Неговиот син станал нов цар. Дали си слушнал за Јосија? Станал цар кога имал само 8 години. Дали ќе го навреди Бог како татко му? Или дали ќе го сака Бог? Начинот на кој во Библијата се опишува неговиот живот е прекрасен. Јосија правел се што му е угодно на Бог. Дали ова те опишува и тебе? Ова би можело да биде и твоето животно мото, зашто Исус проштава се што правиме, што не му е угодно на Бог. Можеш да го замолиш да ти прости, ќе те слушне. Јосија го сакал Бог. Кога пораснал ги уништил сите идоли во целата земја. Се што го навредувало Бог, било уништено. Зар не треба и ти да ги исчистиш нештата во твојот живот? Валканите видеа и списанија? Нешто по твојот кревет и во плакарот кои го навредуваат Бог? Јосија ги довел нештата во ред. Го направил тоа доброволно, затоа што го сакал Бог. Само погледнете го храмот. Божиот дом изгледа како ѓубриште. Ова е навреда за нашиот Бог. Купете градежни материјали и почнете со работа. Видете што најдов. Во задниот агол беа овие свитоци. Дојдете да му ги однесеме на царот Јосија. Божјото слово, Библијата, стоело во аголот. Не е ни чудно што Бог го немал првото место во нивните животи. Царе Јосија, ги најдовме овие свитоци во урнатините. Прочитајте ги гласно. Царот слушнал што прави Бог со тие кои не го сакаат со сето свое срце. Вчудовиден седнал на земјата и почнал да плаче. Му било многу жал што неговиот народ толку многу го навредил Бог. Набрзо потоа Бог му рекол: Ќе го казнам овој град, но затоа што ти ме сакаш ќе те поштедам. Царот Јосија ги поканил децата и возрастните луѓе на служба и ги замолил да го сакаат Бог и тој да го има првото место во нивните животи. Би ја прифатил ли ти оваа покана? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!